Почитувани гледачи, посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јаневски. Некаде при крајот на оваа работна недела се наоѓаме, при што со оглед на тоа дека веќе и во самите коментари и гледачите и оние кои ни пишуваат и на интернет, да, одставањето теми кои што се поврзани со случајот рекет можеби е премногу, но еве баш денеска и кога и со колегите од режијата и со колегите од редакција разговаравме за ставање на друга тема, едноставно освен луди идеи за тема од типот на разговарање за Бостан Фест и слично, нема човек што друго да стави освен рекет. И затоа одлучивме слободна тема. Благодарам, Марија, одлучивме слободна тема да ставиме, затоа што сметам дека можеби гледачите во своите јавувања ќе истакнат други теми за кои навистина има потреба да бидат означени и да бидат прикажани во јавност. 0260 91 924, 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење. Ако јас ви предлагав што денеска да разговараме, ќе требаше да зборуваме за тоа дека Катица Јанева е повикана од страна на Вилма Русковска да даде исказ во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, по сослушувањето кое што беше направено на шефицата на незиниот кабинет денеска, а одложување пак на сослушувањето кое требаше да биде направено со обвинителот во СЈО Бурим Рустеми, поради пак случајот ТНТ кој што денеска беше во тек во судството и дополнително хаосот кој што настанал внатре во СЈО поради наредбата на челничката Јанева да бидат проверувани сите до еден без исклучоци и претресувани за влез и излез од институцијата. Но јас сепак ви оставам на вашиот избор да зборувате за она што сметате дека е сепак важно, бидејќи има доста теми и локални кои што не само локални, туку и национални кои не излегуваат на површина поради случајот рекет или работи поврзани директно или индиректно со случајот рекет. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, речи погласно. Повелете. Да, повелете, ве слушам. Вака. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало. Ве слушам, господине, на линија сте, повелете. Вака сега. Јас околу слободна тема ќе зборувам пак нешто за рекет. Добро, ако не, нема проблем, слободна си е тема, да повелете. Вака сега. Јас... Зборувајте. Вака сега. Јас ги видов торбите со евра. Добро. И од озгора наводно имаше евра од 50 евра, така, новчаници. А поени, да, од по 50, да. Меѓутоа, подолу, никој не покажа што имат. Па ја вака си размислувам. Добро. Така. Јас вака размислувам. Дека од озгора имаше или лажни 50 евра, Добро. а надолу ни тоа не, него исечоци од новини. Добро. Понатам? Ете така. Добро. Сега, во смисла на тоа, нека не бараат пари нигде. Ги нема парите. Добро. А сега ќе проговорам и за оној текстот кој го кажа тој новинарот. Нема веќе време, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Ајде да бидам краток, пошто... Речи погласно. Да, повелете, ве слушам. Значи, Љубиша Николовски убаво кажа во денешен слободен печат, за педерите, меѓутоа кажа, значи ВМРО ДПМН има педери, што и така зборам за Груевски. Тоа е нивна работа. Но они се благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Значи морав прво да исперцепирам за употребата на зборот. Мислам дека беше јасно од вчера дека употребата на таквиот збор во оваа емисија нема место. Нема потреба да се дообјаснуваме. Добар ден.
Добар ден. Ве слушам, повелете. Од вчера 350 пати звонев, прекчера 280, денеска ве добив од четврток. Тама на слободна тема, повелете. Да. И за вчера и за прекчера. Да. Повелете. Благодарам. Вака прво. Значи, ова што искочи со рекет, сигурно не е случајно да се разбере. Како тоа искочи кога се спори специјалното јавно обвинителство, толку ВМРО не дава, господинот Мисковски отиде у Унгарија, се врати и одма искочи рекет. Видете, малоумен човек да е, нема да отиде кај таков бизнисмен во таква палата, вила, не знам што е, не знам каде живее, со камери со тоа, ќе бројат пари, а ги земаат ли парите? Виде некој дека ги стават парите во ташна? Не виде никој. Това е едно. Второ, кажете ми, вие сте новинар, Добро. имате сигурно многу повеќе сознања, кој новинар од кога е СДСМ дојден е процесуиран на суд? Даден за клевета, за било што? Од она што јас се сеќавам, не. Кој медиум е затворен, кажете ми? Од она што јас се сеќавам, нема. Нема. Мислам, има стари процеси кои што се влечат до денес се уште, но сега нема. Од времето на ВМРО го затвори А1. Процесуира еден куп новинари, дадоа новинари каде што им зима, демек, оштета, не знам што. Од СДСМ дали има, пошто толку позаев се ука, бука, се фрла, а ниеден новинар нема дадено на суд. Добро. Во право ли сум? Да, затоа ви велам. Значи, од она што се сеќавам, не. Само толку. Значи, сепак ВМРО свела хајка и од кујната на ВМРО излезено све да знае. И така ќе искочи на крај. Добро. Фала. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следи на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Вака се, малце едно моје размислување. Хајде. Или за мене нештата. Ај малце овие наши сограѓани и граѓани на Република Македонија да бидат малце воздржани во нештата. Немојте веднаш, амнезија не фаќа, заборавени 11 години од владењето на човек кој се сега наоѓа во Маđарска. Добро. На Маđарска премиер е Орбан. Орбан е врзан со италијанскиот премиер, ствари заменик тамо, не знам кој е Салвини. Мислите за министерот за внатрешни работи Салвини? Така, заменик Салвини, нели така. Тие се десно екстремни луѓе кои што одат против Европска унија. Дали не е јасно тоа? Не е јасно. Еве да ни бе јасно. Ајде да причекаме малце нека студентне до некоја разврска. Има истрага луѓе. Немојте се да се служиме само со шпекулации. Ове е виновен, тој е виновен. Катица е Арновик и премиерот. Чекајте полека. Нека истрага да си окаже своето. Ние се си правиме верзии, си плетеме кој како му да одговара, така ќе си кажеме. Тоа не е суштината. Плюс, да се разберем и друго. Оваа држава е во влезот пред влезот на НАТО. Тука имаме контра. Ова е меѓународна нека организација која што е сака да сопре, да го сопре влезот на Македонија во НАТО. Како што беше во Црна Гора. Сценарија кои се кружа. Дали знаеме дека во Маđарска е нашиот поранешен премиер избеглица кој што ја оплјачка републикава и избега таму. Никој тоа не го дискутира. Немојте тоа да го заборавате, луѓе, аманте. Немојте, тоа се големи крупни работи. Орбан таму не е, Салвини и готово. Ете, јаста ни е да причека. А овој нашиот Бок и Тринејски популарниот, тој е влезе во таа мрежа, нели, парите си го прават своето. Па да видиме и сега те каже све. Дали бил заед, кати се јанел, кој сака нека биде ова, ако не се рачисти Македонија, амин. Добро. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам. Па ја би сакал да дискутирам за вчерашната на тема што беше во врска со речникот или вокабуларот Добро. премиерот. Ајде да речеме, јас прво ќе речем дека го оправдувам начинот на кој тоа го кажа, бидејќи он прво се извини на групацијата, каде што ќе го употреби зборот, осеќајќи дека ќе направи нешто, да не речеме, пермутација или споредување со нешто, со некоја карактерна особина. Но мене ме зачудува една друг факт. Кога тој човек и неговата фамилија се мета на напади, па да речеме посебно, што мене ми е гајле, моментално каде е керката на премиерот Заев на одбор. А некој нас тоа не бомбардира,
она била вам, она била таму. Па дали е тоа, да не кажам, професионално известување на некои ваши колеги новинари? Каде е кодексот на новинарите, сакам да прашам? Втората работа, еве речеме суетниот новинар. Зошто се препозна тој кој без име никој не беше спомнат, суетен новинар, така како го рекоа. Знаете, доста веќе беше пишување овдека и палење на народот. Овие 4-5 дена може и поише. Во оваа држава слушна све и свашта. Но ваков вокабулар на луѓе од 70 години што го употребуваат, а сакате да советуваме млади кои тоа го слушаат, тоа не доведе ова наша демократија премногу голема и она дозволено пишување све и свашта. Каде беа тие здруженија на новинари да реагираат кога се мешаат фамилиите или кога се употребуваат погрдни зборови према премиерот? Значи, он може да трпи, ама не смее да врати. И тогаш не постоеше ни АВМ, не постоеше ни здружение на новинари МАН, ваму, тако како ги викате вие. Знаете, јас сум да се води сметка што се збори, но да вода сметка двете страни. Оваа работа, ја у стартот кажав, тресла се гора, родио се миш. Денеска го гледаме резултатот во ТНТ. Што е? То црнување на органите за да се избегнат кривиците. И пазите. Истече времето, дали имаме некој стерен на линија, повелете? Добро. Тогаш одиме со следното јавување. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден, Огнен. Да, повелете, ве слушам. Па јас би зборувал за една друга малце. Не е постара, требаше да биде остварено. Што се случува уште со Гордана Јанкуловска, што не е уште во затвор? Имала дете? Да. И што сега? Таму има и негователки, че гледа децата таму. А што се случи со А1 телевизија? Двете снаи на Велија Рамковски. Едната го пометна, другата кутрата го роди затвор. Фамилијата уште во стрес му е. Не беа тие луѓе. Што се случи со Бошковски? Блата му ја пикнеа во шојја. Што се случи со новинарите? Сега срамота е да зборуваме што се удаја сами во кофа. Па не знам јас ова наше суство што чека, што да го влекува. Исцрпени се сите правни мерки. Така да, брате, тие, ајде да си одат затвор, кај што е местото Мјалков, Јанкуловска, Милејана Киевски. Нема кој ќе чека и не тук. За вторава тема што е слободна, да зборам за Морина. А човекот не е ни наш државјанин, тој си англиски државјанин и косовски државјанин. Не требаше ни да го притвора овде. Арно го пуштија, Арно не му го дадо на србите. Отите не го даде од Драган Дарвелски, кога беа исцрпени сите правни средства и од Интерпол и од секаде. Полојна буџет го украде, отиде во Србија, се пише државјанин, не ни го вратија. И што правиме сега тука? Мене не ми се јасни некој работи во суствово. Наше, што чека со овие, што треба да ги затвора, што треба да лезе во затвор? Нема појќе подкуп, нема, го рече тоа премиеро и точка. Правна сме и капиталистичка држава, нема тука мрдајне. Јас мислам, јасен сум и пријатно, Огнен. Благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Обвинителката Фатиме Тефетаи од СЈО за телевизија 24 потврдува дека денеска била известена за наредба за претресување на сите вработени во СЈО. Навлегување била запрена од полицајецот кој се повикал на наредба на шефицата Катица Јанева дека сите вработени ќе бидат претресувани пред да влезат и излезат. Фетаи се спротиставила на оваа одлука. Таа вели, јас сум обвинителка која работи во оваа институција по веќе 4 години, а не осомничена за да ме претресуваат на секое влегување и излегување. На враќање од паузата околу 13 часот ме застана полицајецот и соопшти дека не можам да влезам без да бидат извршени проверки на мојата ташна. Тој се повика на наредба која денеска била дадена од шефицата на Јанева, вели Фетаи. Нашите информации од специјалното јавно обвинителство се дека и на уште еден обвинител кој утринава дошол на работа му било кажано истото, но официјално Катица Јанева преку прес-службата вели дека таа таква наредба не пуштила. Неофицијално пак Јанева денеска на рака ја примила и поканата за распит од обвинителството за организиран криминал за следната недела. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Еден од обвинителите сакал да влезе во специјалното јавно обвинителство, ама полицајецот не го пуштил и он не сакал да влезе, пукнал и заминал. Толку за тоа. Сега, сакам од сиве гледачи што се јавуваме еден, да речам попаметен од мене, да се јави сега и да кажи од 90-та година до денеска
кој е разнебити Македонија и кој нанесе најголеми штети. Да го ставиме криминалот настрана, криминалот судот ќе си го тера. А во ме интересира паметњаковец да се јави да речи ова партија или ова партија е разнебити Македонија од корен. Тоа ме интересира. Ништо друго не сакам. Пријатно и убав ден имате. Благодарам ве, поздравувам. И вие, и вам исто така убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Имам поздрав. Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Убав ден, Иван Македонка, повелете. Благодарам. Сега имам ново име. Кој е? Бабата. Бабата сте сега? Сега сум бабата, еве ќе му одговорам на господинот бабата, Добро. која разнебити, растури Југославија, која растури Македонија. Тоа да се насмееме малку. Тоа растури и Македонија, а тоа се партиите. Од почеток да ги набројам, на плоштад кога се радуваа и тебе, како беше песмата, искати се, не ми текнува сега, Клюсев ја пееше. Добро. Од тогаш знам дека се ни тргна наопаку. О Боже, најдобри ќе влеземе први во Европа со словенците, а ние никој ще ни да влеземе. Така да господинот нека знае која растори Македонија и кој е против Македонија. Сите партии, сите што биле до сега и во парламент, и министри, сите биле за себе, никој не бил за народот. Да имаше некој за народот, ние сега ќе цветавме. Ама на жалост, рекито ни увена. А сега не води Катица Златица, сега Катица не Златица, кој знае како да ја наречеме. Сега се буни како ќе влезе во судот, не сака да претресуваат. Тоа важи за секој што ќе влезе во судот, а и во нив имаш носач пиштоли, а не само во граѓаните. Така да може секој да биде претресен. Фала што ме сослуша, пријатно и се најубаво. И вам исто така се е убаво и ви благодарам за јавувањето. Бизнисменот Орце... Да, благодарам за јавувањето. Бизнисменот Орце Камчев се повлече од раководните позиции во неговата Орка Холдинг, покажуваат податоците од Централниот регистар. Тој се повлекол од директорското место од извршен член на одбор на директори, а останува единствено неизвршен член на одборот заедно со неговата сестра Кристина Камчева Стојчевска. На негово место како директор на Орка Холдинг доаѓа Антонije Мариновски, поранешен член на управниот одбор на Охридска банка АД Скопје. Орка Холдинг се јавува во сопствеништвото на десетици компании како Bed City International, Монт, клиничката болница Аџибадем Систина, Орка Спорт, Систина фармација, Архи и многу други. Неизвестно е од кои причини Камчев се повлекува од раководните структури во компанијата, но тоа го прави токму во периодот кога во тек е истрагата за случајот Рекет, каде што тој се јавува како сведок и ги обезбеди снимките во кои Бојан Јовановски, познат како Боги 13 и Зоран Милевски, познат како Кичеец, му бараат рекет од милиони евра за Катица Јанева да ја стопира истрагата против него за случајот Империја. Во случајот Империја пак тој заедно со уште 12 лица, меѓу кои и поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, се осомничени за злосторничко здружување, оштетување или повластување на доверители, злоупотреба на службената положба и овластување, измама и перење пари. На барање на специјалното јавно обвинителство за овој случај беше замрзнат дел од имотот на Орка Холдинг, а Камчев има забрана за располагање со уделите во компанијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, за претресот што се прави во специјалното обвинителство, јас мислам, само ќе кажам дека моето мислење дека требаше многу порано да се направи. Затоа што мислам дека тука е најмногу виновна секретарката на господја Катица Јанева. Добро. Мислам дека од таму потекнуваат сите конци. Знаете, кој ќе ставите некој дете да ви биде главен во работата, како излегува. Да не зборам натака, се знае која била и што била и како. Добро. И инаку, вака, изјавата на премиерот е скандалозна. Да, скандалозна е, меѓутоа јас ја оправдувам. Добро. А зошто ја оправдувам? Затоа што премиерот вака рече, еден суетен новинар, не рече за сите, рече за еден. Добро. И рече, се извинувам на ЛБГТ заедницата и после го кажа оној збор што не е пријатен за слушање. И за тоа ја оправдувам.
Затоа што тој прво се извини и само рече еден, а во еден не треба да се ставаат сите новинари. Не се тие еден, него се мноштво. Добро. А тој кажа еден суетен и не треба Геровски да се става на тоа место ако не се осеќа суетен, тоа може би беше за италијанскиот новинар. Тој не кажа име, не кажа кој новинар, само рече еден суетен новинар. Добро. А беше скандалозно затоа што случајот Рекет е супер скандалозен. Замислете, откако Боки и Киче се во затвор, престанаа да се објавуваат бомби. Зошто престанаа? Затоа што нема кој да им испраќа. Тие се во притвор. Нели тој рече од понеделник ќе објавам ова, тоа, она, и дури на радиото многу малку кажа, многу малку. Ништо уствари не кажа, само кажа дека ќе падне премиерот Заев. Затоа што више изворот престана да тече. Да, но тие беа веќе во притвор кога почнаа да се објавуваат материјалите. Да, меѓутоа тие веќе биле можеби испратени. Добро. Натака тоа престанала работата, знаете, се сече ланецот. Добро. Тоа е моје размислување. Во ред. И сакав да кажам. Да, истече времето, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Да, ве слушам. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Зборувајте, ве слушам. Ало. Да, ве слушам, господине, зборувајте. На телефон ваш стален гледач. Мило ми е, повелете. Прв се јавувам ради антикорупцијска. Вчера имаше со професорот Јанкуловски некои обавестување. Јас сум болен, негов пациент, пред 2,5 години од рак сум да не ви должам у Београд опериран, спасен некако, ама се понови и верувајте такви луѓе, да не ме зеде они, Јанкуловски, Караджовски, директорот Јантовиќ, јас сега ќе бев мртов. Ми го продужија животот, пошто стварно има златни раци. Сега они не гледаат, нека појдат еднаш у 7 сатот у хирургија Мајка Тереза, да видат тој професор Јанкуловски, кој бил декан, не сум знал дека бил декан, ректор, декан ли што? Ректор. Да видат како се грижи за своите пациенти, како трча. Секој сабале он е тамо, заедно со Антовиќ, заедно со директорот, тоа камо сеча да имам уште 10 такви, да не дадов 10.000 евра дадов во Београд, пошто овде немаше термин дека се двајца, тројца само. Како не ми е срам на антикорупцијска по 2-3 луѓе седат дома и земаат плата, да го засрнуваат човекот кој има златни раци. Цела хирургија Мајка Тереза стварно да појдат еднаш да видат што чуда прават они. Извадено ми е хранопроводник, изваден ми е шелудник, извадени ливни жлези, никој не се нафачаше да ме оперира, едино Јанкуловски и ја изврши. Истече времето, ве поздравувам, се надевам дека ќе се чувствувате многу подобро и дека ќе живеете долго, без разлика на проблемите кои што ги искусувате. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Па мило ми е што се слуша добар збор од некој си случаен човек или пациент на некој си доктор и се фали докторот. Мило ми е тоа, пошто во Македонија еве неколку години немаше што да се пофали, немаше човек за човек да го слушнеш да каже добро. Еве и сега на емисијата обично едни по други напаѓаат, дали усмереност партиска кон СДС па напаѓаат под ДПМН, дали од ДПМН па напаѓаат усмерени па напаѓаат по СДС. Срамота и греота е ова што се случува со оваа наша нација македонска и држава македонска. Инаку за овие што да кажеме, нема што да кажеме, овие владетели што владеат во 30 години из Македонија, толку разнебитија, толку тие правеа лични капитали, лични интереси правеа, постигнуваат економски цели. Каква Македонија? Македонија остава секој пат на последното свирало, така да нема што да се фали. Добро е што има слободна тема, па човек да може да каже од се по нешто ако е убаво. Макар да јас би кога некој почне да напаѓа едни по други, кине ги, дали јас или било кој одмак кинење, да не дозволуваме повеќе со напади да се расправаме. Еве Македонија пропаѓа
да не речем пак Скопје окупирано, тоа не го гледаат, джакузи и вода ќе снемаат. Ама еве сега овие не чинат, оние не чинат, овие не чинат, оние не чинат. А сите си исти потекнуваат од исто јасно. Само не викајте, ве молам. Ајде, а најубаво е да поведете тема што е добро, а што лошо кај детето, родителот и државата, за да се опати се што е добро, да се каже дека е добро. Не викајте, ве молам, не викајте, не се разбираме, не викајте. Еве, се извинувам ако испаѓа дека викам јас така... Не, добро, знам дека може би така комуницирате. Јас сум многу гласен, ама некако не се доразбираме. Јас како погласен да не испаднам, ајде. Нема проблем. Добро, благодарам. Пријатно, благодарам за јавувањето. Дали имаме некој следен на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Слободна тема, дали е слободен народот? Дали е народот добар? Дали е народот хуман? Или еден со друг се напаѓа, како што кажа францускиот амбасадор, се играат партизани и германци. Тие го напаѓа, ово имаше порано сатеви зидни со кукавица горе. Ово излева ку, таков е тија. Другиот излева ку, таков е тија. Зошто македонски народе? Зошто еднаш за стално не се сплотивте? Зошто станахме тешки арами, тешки лажачи, тешки навредувачи? Никој не поведовте рачун за државата и за обичниот граѓанин. Се сметивте само вие да имате, другите да немат. Срамно за нашата тела што ја гласавме, каде се пратениците да станат, каде се збор да кажат. Сите имат по еден печат на задникот и затоа сите молча. Само корупција, само криминал, само навредување. Никој не тргна со добар збор, со добра насмевка, за сите да биде добро, а не за едни мед да тече, а за едни горки пелен да тече. Пријатно огнен и многу фала. Благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видел мен, јас зборнал за премиеров, што рече тој зборо за новинаро. Добро. Зошто тој Бранко Геровски се јави одма? Може се однесуваше на новинаро, италијански, онај словенско потекло. Изгледа, тој се имаше мугата на капата, па си ја ишина за оние колумни што пишуваше против премиерот, со оние некултурни, безобразни зборови таму, да ти е срам да ја читаш колумната последна. А и предходните колумни што ги пишуваш. Тој не требаше ни да се јавува. Премиерот требаше да каже дека се однесува, вистини требаше да каже, дали за италијанецо, односно словенецо, или за Бранко Геровски. Не требаше тој да излегува, па му било страх сега да не го отепа, опасно по живот му било. Ами, тој ако и вистина во колумната ја пишува, ако ја пишува таа вистина, па нека го објави тоа со докази и со факти, и имаме суд, имаме обвинителства, нека судат тие, а не само да пишува таму без веќе нешто, а новинар и ќе го браниме. Ма не го браниме, не треба и вие да го браните. Фактите го кажува своето. Докажи со факти, господин Огнен, па тогаш суди. Така. Така. Добро. Сега мислам, се слагаме со ова некако. Добро. Не може само напиши нешто без веза, ние читаме овде, едно, вие друго ни кажувате, и значи тој новинар лажи и не е достоен да биде новинар. Само председателов на ЗНМ, кој беше Чадиковски, не верувам да го нападнал премиерот. Ама треба да го нападне и да му укажи на тој колегата него да не пишува глупости таму кој ќе. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Финска, која во моментот председава со Европската Унија, се надева дека аферата Рекет нема да ги разниша македонските евроинтеграции. Сепак, и Финска, и целата Европска Унија сакаат да видат независна истрага за овој случај. Цитирам:
Се надевам дека нема да му наштети на процесот. Го сметам за тест за правосудниот систем на Северна Македонија. Владењето на правото не се однесува само на одредени индивидуи, станува збор за институциите. Северна Македонија направи значаен напредок и сега е ставена на тест. Имаме трпение да чекаме и да видиме што ќе се случи. Инсистираме на темелна и длабока истрага. Објективна истрага каде никој не е над законот, вели министерката за европски работи на Финска Тути Тупураинен. Финската министерка ова го кажа по средбата со вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во Хелсинки. Тој пак ја уверуваше дека Македонија има капацитет да почне преговори со Унијата во октомври. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ака, најпрво да му одговорам на оној гледачот што постави прашање кој е најкрив од партиите или личностите за разнебитување на Македонија. Па нека се сети секој од овој народ дека овие од ДПМН трпни, поточно, тие го поделија народот за тоа што тие измислија патриоти и предавници. Комуњари тие почнаа да ги викат. Целиот вокабулар ними се сведува на тоа. Тие се патриоти, а патриотите се затоа што ја оплачкаа државата. Е толку за тоа да знае кој разнебитува Македонија. А сега вака. Мислам дека и од небо се гледа дека целта на ова дрпни е претходно со ова голема местенка најпрво да се елиминира Катица Јанева и целото специјално обвинителство, со тоа што денеска се виде дека овој градоначалникот одма се повикува. Не, Катица веќе нема легитимитет да го води случај и одбараме да се одложува. А оно паролче секојдневно што излегува тамо на дрпни и оној брадестиот тамока, нивниот исто портпарол, главниот портпарол да го наречам, секојдневно бараат сега и Вилма Русковска, и Јовески да си дадат оставка. Па сакат да го донесат, еве, овој Зврлевски. Најдобар ќе биде и тогаш ќе бидат вретони. Прочитани се до крај. Добро. Благодарам за јавувањето. Убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, има. Ве слушам, повелете. Па вака би рекол, за тој исто прашањето што го постави. Значи, од кога е плурализам и демократија донесено у Македонија, сите се заслужни, значи, без обзир дали македонски или албански партии или било какви партии, нема ни една што е за да ја пофалиме, само можеме да ги напаѓаме. Значи, така да си знае типот, значи од почеток, значи како почна 91 година навака, тоа е катастрофа, хаос. И само се јаде, се грабе, се лаже народ и ништо повеќе. Нема рад, сви судови се извитоперија и све се извитоперија од тоаш навака. Толку да знае тој типот, уште еднаш се повторам. А втора работа би кажал за овој Морина. Добро. Еднаш пишал дека уште кога го почна да рипаат србите од згора, да не го пратите, знаете дека на црвен тепех ќе си отиде за Косово и така пишав по Фейсбук. Значи, уште старт, тоа има баги време од тогаш навака пројдено. Трета работа би кажал за овие патриоти, големи патриоти што се. Си играат со бумеранг, значи тргна у лов со бумеранг да ловат диви животни. Ама се зафркна многу бумерангот, тако не знаеш да го работиш како треба, како абориџаните да речеме, знае да ти се врати и глава да ти ја скрши. Па ја мислам дека им се враќа бумерангот назад и добро ги лупа по глава. Така да, нема друго што да кажам, да не губиме време, ајде поздрав пријатно. Добро, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Од коментарите кои што ни пристигнуваат на фан страницата на Facebook, Драги М пишува, ха-ха-ха, и Фата испадна сомнителна, кратко само има напишано, Видан пак пишува и вели, приметивте ли дека за неполни 24 часа сите станавме психолози, политичари, моралисти, апологети, дволични дрдорковци, опортунисти, полтрони и кој знае уште што.
Експертиза се, а рекетот, подкупот, организираниот криминал, злосторничкото здружение, а украдените милиони, каде се милиардите, мафијата, битангите и сега што? Доста е веќе ломотење. Играта конечно мора да заврши. Никој не е над законот, секој што сгрешил да одговара пред правдата. Време е да почне успешната завршница и се да си дојде на свое место за да може да имаме долгорочен, стабилен и мирен период на етаблирање и зацврстување на слободна, демократска, безбедна заедница интегрирана во сегашните напредни водечки светски обштествени системи, завршува Видан. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И убав ден. И вам исто, повелете. Да ви кажам, сум многу изненаден од изјавата на ЗНМ, реакцијата на ЗНМ општо околу насилството што го осеќаат од страна на премиерот со изјавата што ја даде за суетниот новинар, добро? Да, за суетниот новинар. Мислам дека новинарството и вие одговорите во текот на емисијата дека не сте загрозени во овој период, дека немате притисоци, дека не е затворен никој и дека вакво однесување ми е многу сумнително начинот на кој што ЗНМ реагираше и мислам дека на некој начин се врши притисок врз премиерот, обратно дека се врши притисок врз премиерот и врз владата, како да новинарската сфера се поставува на една друга страна да заштита на некои други интереси, а не на интересите на правдата. Истината, почитувајќи ги спомнавте Финска, каде што заштита на информациите, точноста на информациите сега ја имаат и тие што многу одамна тој метод би имаат превземено, зашто се заштитат од информациите од интернетот што им доаѓа, има граница со Русија од 1000 километри и нешто и така натака. Добро. Така да мислам дека ова е многу непримерно, не е случајно во овој момент. Не знам каде води оваа работа и што е произведено ваквата констатација. Не гледам дека сте на некој начин осудени, гледам дека имате демократски права, дека отвореноста, јавноста, транспарентноста е големена во државата. Новинарите имате права да кажете, но нормално имате и одговорности да кажувате и да известувате точно во јавноста. Одговорноста ви е и во тој дел. Така да мислам дека ако некој ви критикува, не значи дека да се осеќате одма повредени за критиките што ги имате. Тоа си е суета. Да бидете суетни, суетата да се имате одма на главата. Така мислам дека во овој поглед треба да се поведе внимание и мислам дека претседателот треба да поведе внимание. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Ботка на Фейсбук ни пишува, вели здраво, Катица подитно нека се ги собере парталите и да ја нема, не може да даде оставка, па да иде на болување, па да иде на одмор, а потоа да се врати како ништо да не се случило и да изиграва шефица, по чиј налог ги претресува сите што влегуваат. Поздрав, посебно за тебе, твојата Финоќа те кошта нерви. Тоа е да се жалите дома како ме воспитале. Добро, Дејан Т пишува, вели, поздрав Огнен, кратко и јасно за одговорните пресуди, а не вакви циркузи, ке го пуштиме, ке оди во притвор, нема да оди, мислам од тоа, повеќето граѓани се револтирани, завршува Дејан Т. Бобан А пак вели, почитувани, наместо некоја убавина или нешто убаво и фино конечно да и се деси на државата и на граѓаните, во спротивно секој ден се поголеми глупости и дубиози слушаме на дневниците и по медиумите, дете убиено во парк, парковите беа символ за дружба, игра и стекнување на другарства, потоа полицајец земало по 200 евра од секое возило кое превезувало мигранти за да им ги каже патролите полицајците бија символ на сигурност и доверба кај секој граѓанин во минатото и накрај најжално и вредно за селидба надвор на секој млад човек е што Орце Камчев се представува како жртва во целиот случај рекет, уште фали и Груевски и Мијалков да не ги представат како жртви во селото Лудило наречено Македонија. Благодарам и поздрав голем. Голем поздрав и до вас. Следен на линија повелете. Добар ден. Да? Добар ден, Огненче. Да, добар ден, повелете. Редовни огледач тука од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Фала, те поздравувам тебе како главен и одговорен уредник и поздравувам емисијата на 24 вести. Добро, благодарам. Не сум се јавил на 24 месеци повеќе од 1 месец, пошто ја следев изјавата на Заев за лажовни вести. За лажовни
Добро. За лажани вести. Така. И јас се јавив на едно сабале рано, кај Сања, кај Сања емисија без политика. Утринската, добро. За да ме обавести, пошто сум редовен барател на туѓа нега, на околу негите беше проблемо и со Мила Староска, со таа чавката. Пријатно. Прво не сум веќе на функцијата за која што ме поздравувате, тоа нема врска, не сакав да ве прекинувам за да не се збуните. Ве молам, немојте такви изрази. Мислам, искрено, стварно сакав да слушнам што ви е проблемот, но ве молам, немојте такви изрази. Не можам да толерирам такви... Сега се поставува прашањето во однос на контекстот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас би сакала да прокоментирам однесување и одредени изјави, коментари на представниците на меѓунаредната заедница. Добро. Во оваа наша комплицирана ситуација. Добро. Најпрво би сакала да го поздравам господинот Тимонје, Добро. амбасадорот на Франција. Мислам дека тој навистина се однесува како најдобар пријател на Македонија. Тоа што е за фалење, го фали, но со еден дипломатски речник ни укажува и не критикува за тоа што ние ќе го забрљаме. Така би сакала од лично име да му се заблагодарам за неговиот навистина коректен и пријателски однос кон Македонија и македонскиот народ. Ми паѓа во очи поднесувањето изјавите наш Богар. Мислам дека е тоа чисто лицемерие. Македонија блеска, а не се знае зашто блеска. Тоа е чисто лицемерие. Што се однесува до господинот Хан. Господинот Хан касно се јави со реакција за нашава ситуација, па мислам и оправдано што се јави касно. Затоа што тој даде инструкции да нашата власт да се однесува на балкански начин. Тоа, како што кажа премиерот Народски, укажува, правете, подкупувајте, притискајте само да се оствари целта. Така, толку. Времето истече. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Ало. Ве слушам, повелете. Вака сега се јавуваме. Да кажеме нешто за премиеров, што го напајде за вчера што рекол. Нормално. На она што се работи околу него, човеко си е брка работата многу правично, многу убаво работи во оваа испустена наша држава. Во 2 години што сака се да се направи, се работи, се работа и патишта и ова и она. Али, тен го провоцира народот, некогаш може да сгреши. Шо е оние подпароли, нешто ги клале, ВМРО 20 подпароли, по цело време, само Дрдора нешто кажува, некои проблеми, некои кавги помеѓу народов, само со тоа се расправа. А да ги прашам тие, кај е то времето кога тепаја тој новинаро, го заборев како се вика Никола, дури и телефоно не му е пронајден уштен. Кај е за другиот што беше в затвор, има дури човек кој книга напишано жалосно да ја слушаш. А сега премиеров, зошто рекол така, мислам јас ништо не рекол, тој е ремонтиран, секој че да е. И не беше ки знаеш многу страшно,
То само околу него да се напаѓа, да го оста, да ја брка работата. Треба да свата дека вако премиер и вако преседател досега на државата сни немале. Треба да го оста народов, да си ја брка работата, а оние под паролине што ги има од ВМРО, јас да сум треба во затвор да влеза подхитно. Како сме да напаѓа, да кажува за премиер, секако и за си. Откако стана... Истече времето, ве поздравувам. Следна линија, повелете. Огнен, здраво. Здраво. Јас не сум ти голем обожавател, меѓутоа сметам дека направи перфектно интервју со Тимоние. Добро. Поубаво и пореално интервју со пореални прашања од новинар до сега не сум чула. Па имаме на молба, ако можете, да го репризирате интервјуто повторно, за нашиот народ да слушне која е вистината и да се погледнеме сами себе во очи и да чуеме како не гледа меѓународната заедница, а не како мегафоните на владата не гледаат. Толку поздрав. Благодарам. Благодарам за јавувањето и за признанието за мојата работа и да ви кажам искрено со оглед на тоа дека веќе трет пат се споменува тоа интервју. Денеска во изминатите денови исто така и два пати баш ќе разговарам сега веќе со менеджментот, со колегите, за да видиме програмски каде би можеле да го вметнеме доколку постои простор да се реемитува. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. А што да кажам, не знам од кај да почнам. Ова е се мириши на рашумијада, да ви кажам искрено. На крај ќе искочат криви, виновници овие што го започна овој со рекетот. Така изгледа, не можам да ги сватам. Симпатизери на СДС, тоест не знам и што се веќе, јас не сум партиски определен. Меѓутоа, као да има 100 ночари на нив ставено, да ништо не гледа. Тоа што е црно го прават бело, а белото црно го прават. И така да ви реков, не можам да ги сватам. Зар не гледа што се прави во земјата? Зар не гледа дека со почнатиот рекет, господата отиде на одмор, месец дена, колку 20 дена ги немаше да се вратат. И јас се прашувам, да беше некој обичен човек во ваква ситуација, веднаш отидеше во шутка. Додека господата после 20 дена се враќава. Од кај знаеме што они се договарале меѓу себе, дали се наоѓале тамо и се друго. Друго, јас наискрено верувам и гледам во другиот земји што се дешава, да беше некој премиер на друга земја со овакви гафови до сега, веројатно сам ќе си поднесеше оставка, немаше да чека народот да го смени. Толку имам, фала многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Тоа беше и последното јавување во текот на денешното издание. Кратко само неколку коментари кои што останаа недочитани, а беа испратени порано. Иван А. вели, не го оправдувам героски, бидејќи во неговите колумни го повикуваше премиерот Заев лично да го принел и да му каже кои биле кики, фрики и слично, пошто премиерот на поканата му одговори, ако новинарот има факти и докази, потребно истите да ги објави со вистинските имиња и за тоа да си понесе одговорност. Кико М пак ни пишува, сакам да искоментирам за рекет, ако не ја осудат Катица Јанева, ќе треба да ги ослободат сите во рекет, завршува Кико. Поздрав до вас сите. Велин пак ни пишува, само момент, вели да ве замолам да го објавите следниот оглас, се бара еден електричар кој што ќе умее да ги спои луѓето, се бара еден уметник кој што умее на сите нас да ни насрта насмевки на лицата, се бара еден оптичар кој ќе умее да го поправи нашиот поглед на светот, се бара еден градинар кој ќе умее кај сите нас да засади убави мисли и добро расположение, се бара еден професор по математика кој ќе умее да не научи да сметаме едни на други, од вака испокарани, разделени и налутени никаде не можеме да стасаме. Се бара. Немам што да додадам. Пријатно.